И почитувани, се враќаме назад во програмата на Утрински печат. И како што претходно најавив, мој гостин овдека денеска во студиото овој четврток е докторот по воено-политички науки Благоје Марковски и член од Балканскиот форум за безбедност, чија сфера на интерес се теориско-емпириските согледувања анализи на политичките безбедносни проблеми во Македонија, но и глобално. За овие теми, за безбедносна ситуација во регионот, но и пошироко, токму ќе поразговараме денеска со Благоја. Благоја, добро утро и добре дојде во Утрински печат. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Секогаш. Благоја, на самиот почеток би сакал да фатиме некои теми кои што ја интегрираат македонската јавност, меѓутоа и се од поширок геополитички проблем или избеднување во однос на онаа трка на вооружување што особено по конфликтот во Украина е се поприсутна и во медиумите, меѓутоа и меѓу зборувањата кај граѓаните. Министерката Славјанка Петровска неодамна излезе на пресконференција и најави дека македонската армија ќе се модернизира во рок од 10 наредни, го објави планот за 10 годишен, каде што истакна дека за таа потреба државата ќе одвои до сега невидена сума, односно голема сума за граѓаните, околу 900 милиони евра за модернизација. Во оваа сума влагаат набавки на долготрајни средства, моторизирани, оклопни, пешадиски оружје и така натаму. Може ли накратко, за самиот почеток да објасниме на нашите гледачи и читатели што тоа значи, дали е превисока оваа сума која што македонскиот граѓанин треба да ја плати? Прво да кажам дека нашата армија и воопшто системот за одбрана ги следи современите трендови и современите барања во смисла на потребите на одбраната на земјата. Ние имавме долги години од осамостојувањето и формирањето на армијата, односно создавањето на системот за одбрана, имавме доста стагнирање во смисла на вооружувањето, во смисла на осовременувањето на оружјето и опремата и како последица на сето тоа дојдовме во ситуација да за определени задачи, како внатре за потребите на одбраната на земјата, така и кон обврските што ги имаме во рамките на НАТО структурите, како членка, полноправна членка на НАТО, дојдовме во ситуација да не можеме баш сите задачи да ги извршиме со сопствени средства и опрема. Па еве, например, Македонија е позната дека многу одамна ги започна своите мировни операции тамо каде што се појавуваа кризни жаришта, а немавме можност како да ги транспортираме силите и средствата со кои треба да се учествува во тие мировни операции. И тоа беше оцјај или отслик на буџетот кој не ги задоволуваше потребите за опремување на армијата и одбраната воопшто. И дури еден период имавме под 1,5% од бруто националниот буџет. И во таа смисла далеку заостанувавме зад членките на НАТО кои имаат определба во своите воени буџети или буџетите на одбраната да учествуваат со 2,2%. За прв пат оваа година ние се приближивме со тој процент и очекувањата сега се дека 2024 година ќе излеземе со буџет од 2%, значи тоа го најави и министерката Петровска. И тоа е согласно стратегискиот одбранбен преглед, каде што меѓу другото се третираат и проблемите на осовременувањето на одбраната. Од друга страна ние имавме определени средства и опрема кои ги добивавме како донации од разни земји, пријатели на Република Македонија или пак
strateški partneri, kako što imаме strateški dogovori so Соединените американски држави и со Република Турција. И добивавме од нив определена опрема, добивавме и од западноевропските земји, да се разбереме, без оглед што немаме стратешки договори со нив, пред се од Германија. Но тоа беа застарени средства. Средства кои и опрема, кои можеа да одговараат во еден определен временски период, но веќе нивната застареност беше зад желбите, позициите, па и умењето на нашите припадници пред се во мировните мисии, каде што извршуваа задачи со одлични резултати наспрема тоа што заостанува со опремувањето. И еве, минатата година започнавме со сериозна ситуација и сериозни размислувања во смисла на осовременувањето на опремата и вооружувањето во нашата армија. Како резултат на тоа беше потпишан договорот влада со Соединените американски држави за набавка на транспортни возила, кои се многу битни за извршување на борбените задачи на единиците на армијата, било за одбраната на територијата или било за прокламираните единици кои ги извршуваат задачите во рамките на Обединетите нации или во рамките на НАТО структурите како мировни операции. И минатата година добивме 6 вакви транспортни возила од Соединените американски држави. Пред некој ден на Солунското пристаниште пристигна уште 26 и се приближуваме во следниот период да го достигнеме тој прокламиран број од 88 вакви транспортни средства, кои битно ќе променат структурата на извршувањето на задачите на армиските припадници пред се во прокламираните единици за мировни овие операции. Меѓутоа и при набавката, иако кај дел од граѓаните позитивно секако одекнува веста дека македонската армија се модернизира, дека се покачуваат приходите на вработените и во одбраната и генералштабот. Меѓутоа во исто време постои една дилема дека многу е тешко колку е возможно да има домаќинско набавување, односно помалку финансии да се трошат од буџетот во вакво едно лудо време кога трката за вооружување збеснува, да кажеме, народски кажано. Колку може да се направи балансот и план за да во исто време имаме и здравство развиено, за да имаме и социјална помош на граѓаните, но и да се вложува во армијата. Возможно ли е тоа и дали добро го чини во овој момент Министерството за одбрана? Значи, тука мора да бидеме прецизни дека сето ова што се прави планско и согласно стратегиските определби на нашата земја во рамките на исполнување на и меѓународните обврски, но и потребите на одбраната на земјата. Дилемата дали треба да се одвојува повеќе средства, односно да се зголемува буџетот за одбраната во однос на другите сфери на живење во земјата, јас би рекол дека одбраната е најскапа тогаш кога ја немате. И затоа мора тоа добро да се планира, секако да се води сметка за развојните програми и на другите структури во земјата, но овде ние како членка на НАТО добивме една безбедносна сигурност, но истовремено добивме и обврски. Не можете вие само да барате според член 5 на НАТО договорот да ве заштитуваат и бранат тогаш кога некој ќе ве нападне, а истовремено да кажете па сега ние сме сиромашни, не сакаме да учествуваме во никакви мировни мисии, нити да помагаме и да го градиме мирот. Македонија во овој период од осамостојувањето до денес се докажа дека во оној период кога имаше кризни ситуации кај нас, ние баравме помош, но сега пак извезуваме помош. И тој извоз на таа безбедносна помош што ја пружаме кон други земји каде што има кризни ситуации,
нам не само што ни го зголемува угледот, туку истовремено создава една поголема безбедносна сигурност и внатре во земјата. И затоа повторувам, безбедноста е секогаш најценета, ама ако ја немаме развој на ништо друго. Токму така, и најскупа е мирот и стабилноста, секогаш се најскапа работа. Еве гледаме што се случува во Украина. Меѓутоа, уште една дилема овдека на самиот наш разговор би сакале да одзагатнеме или да ја решиме во однос на она борбена способност на армијата. Често се доведува во прашање, особено пред граѓаните и некои од експертите, борбената готовност на армијата во услови кога на неколку пати македонската армија, односно Министерството за одбрана, дава воена помош на Украина. Говорам за хеликоптерите, за авионите, за тенковите. Од друга страна, оние озборувања или оние информации кои што говорате дека земјава недоволно низ годините ги сервисирала овие средства кои што се можеби од круцијалните за борбената готовност на армијата, па сега ги даваме безпотребно. Колку овие тврдења во исто време се вистините и колку треба од друга страна да даруваме и до кога треба да даруваме, а да не се наруши борбената готовност на нашата земја? Баш добро прашање ова е. Ако гледаме што е све подарено од македонска страна на Украина во овој период, се поставува прашањето зошто ги даваме тие средства. Но пак ја се навраќам на она, дека во одреден период тие средства биле во функција и извршувале определена функција во рамките на развојот на системот за безбедност во Македонија. Со постанувањето членка на НАТО, нашите стратешки правци веќе поинаку се поставуваат, односно и во размислувањата, и во идеите, но и во остварувањето на системот за одбрана се вклопуваме во системот за безбедност на НАТО. Од тука, тие 4 авиони кои некогаш нам ни требеа и како ни треба, сега веќе не се потребни за не само развојот на системот за одбрана на Македонија, туку и воопшто за заедничкото учество на нашите војници во рамките на мировните мисии. И од тука не само што не беа сервисирани, туку тие беа веќе заборавени. Зошто не се сервисираат и ниту оклопните возила, ниту нашите авиони, па и дел од хеликоптерите, од она што знаеме дека единствено 2 од воените Ми-24 се во функција, односно сега се пратени на нивно сервисирање во Чешка. Зошто сите овие години не се вложуваше во Украина, се додека не видовме што може да се случи во светот и индиректно, можеби директно да има влијание врз нас? Значи, ситуацијата не може да се прави паралела меѓу Украина и Македонија. Македонија е членка на НАТО и таа својата безбедност ја гради и развива и за себе посебно, но и во рамките на колективниот систем за одбрана и безбедност каков што е НАТО. Влегувањето на нашата земја во НАТО бараше преструктурирање и преосмислување на системот за одбрана. Значи, веќе не сме ние сами кои треба да се грижиме за безбедноста на земјата, туку тоа го правиме и сами, но и во рамките на НАТО структурите и нормално како полноправна членка можеме во одреден период да се повикаме на членот 5 кој вели ќе пружи НАТО помош на било која членка доколку биде загрозена низината безбедност од надвор. И во таа смисла немаше потреба да се нити одржуваат, нити пак осовременуваат авионите. Истовремено трансформацијата на единиците на армијата подразбира дека не се потребни ниту тенковските единици кои ни беа некогаш потребни, кои ги купивме исто така од Украина, како и авионите. Туку требаше да се вложува во осовременување на хеликоптерската ескадрила која ја имаме и во таа смисла се вршат осовременувања на капацитетите на хеликоптерите
za izvršување на нивните борбени задачи. Но, има и една друга работа. Овие хеликоптери имаат определен рок на траење и употреба. Тие се веќе негде при крајот на нивната експлоатација. И ако вие вложувате да ги осовременувате, ќе ве дојде поскапо во однос на оно дека треба да набавите нови хеликоптери. И јас тука потполно ги оправдувам политиката на нашето Министерство за одбрана и нивната ориентација да се набават нови хеликоптери, бидејќи тие остануваат како приоритет во воздухопловната компонента на нашата одбрана и со посовремени хеликоптери ние ќе можеме поефикасно да ги извршуваме сите борбени задачи и потребите за одбраната на земјата. Инаку, армијата има три основни функции. Значи, прво, обезбедување на територијалниот интегритет на земјата. Второ, помош на населението. Тие хеликоптери можат да помагаат, затоа и ги споменувам овие позиции, да можат да се користат хеликоптерите не само во извршување на борбени задачи, туку и во помош на населението при разни катастрофи, временски непогоди и слично. И слично. И третата е секако меѓународната компонента, учество во мировните мисии. Дали тоа, набавувањето од земји од западот на војната техника е всушност дел од планот, бидејќи многу и од граѓаните, од читателите и од домашната јавност велат дека западната војна опрема е поскапа во моментот да се набави за армијата. Да, може да се зборува дека е така, меѓутоа вие мора да бидете компатибилни со своите средства и опрема кога учествувате заедно во извршување на мировни мисии со сите други членки на НАТО. Нивното опремување е прозападно, да така кажеме, и не може да има разноликост во опремувањето на единиците кои учествуваат на извршување на некоја меѓународна мировна мисија, а да не бидат меѓу себе компатибилни. Замислете, ние употребуваме, да кажеме, 7-9 мм калибар куршуми, они употребуваат 5,6 или не знам каква друга муниција. Ако усвали муниција од една или од друга страна, ние не сме компатибилни, не можеме да си помогнеме меѓу себе. Затоа, ориентацијата да се врши опремување на армијата, односно современување на средствата и опремата со западен стандард е сосема оправдана, па и пожелна во однос на она што како ситуација може да се најде при извршувањето на задачите со разни други структури. Токму така тоа ги видовме и оние моменти кога Русија, односно фабриките кои што ги сервисираат овие руски летала и оружје, ги забране лицензите всушност за НАТО земјите членки, меѓу кои нели и Македонија. И тие се некои чекори што се надевам дека одат во таа насока. Благо, кога сме кај нашето учество во меѓународни мисии, независно дали се тоа мировни или војни, имено периодов пролетва на Балканот над 24.000 војници, меѓу кои најголем број од САД и земјиве од регионот, вклучително Македонија, учествуваат на заедничка војна вежба. Дел ќе има војни увежбувања на Криволак оваа недела, Косово и Србија како партнери наблюдувач на НАТО. Една главна цел е евентуално одвраќање на Русија. Кој е поентата освен нели ова увежбување меѓу државите од регионот? Која е главната порака која што се праќа? Сепак станува за огромен број на оружје, муниција кој што ќе прочекори во овој регион. Значи, секоја година, отприлика во овој период, се одвиваат вакви меѓународни вежби под покровителство на НАТО или Соединетите Американски држави. Годинава ова вежба која започна на 23 мај на Криволак се одвива под водство на Соединетите Американски држави, односно армијата на Соединетите Американски држави за Европа и Азија.
и учествуваат уште 4 земји во рамките на оваа вежба и покрај извежбувањето на определени предпоставени ситуации, како во смисла на одбрана на територија, така и во смисла на помош на населението, бидејќи комплексни се сите овие, иако е тоа типска вежба која се одвива секоја година, сепак се комплексни определени ситуации кои ги режираат и поставуваат и од тука може да се смета дека покрај основното извежбување за реализација на определени задачи во разни ситуации, може истовремено да се извежбуваат и предпоставени ситуации кои можат да бидат реалност во некој близок нареден период, согласно со воените состојби што се одвиваат на територијата на Европа, а пред се мислам тука на војната меѓу Руската Федерација и Украина. И не треба да биде ништо чудно, туку сето тоа да се разгледува и да се разбере како подготовки во превентивна смисла да може да се изреагира доколку се дојде до реализација, до потреба за реализација на една вистинска ситуација. Така. Тоа го имаше и на руската страна пред да направи инвазија на Украина. Да, заедно со Белорусија, нели, изведува Што многу... говори сега од оваа страна? Дали НАТО се увежбува или се подготвува за евентуален судар со Русија или пак тоа е само... Не би рекол јас дека НАТО се подготвува за директен судир меѓу НАТО и Русија, затоа што, повторувам, ова се типски вежби, кои се планираат секоја година, но за не дај Боже што би се рекло, дајте да ја извежбаме уште некоја ситуација ако има потреба. За сега НАТО не пројавува агресивни цели и намери кон оние случувања во Украина. Тие посредно или непосредно ги помагаат со опрема и средства украинските војници, но за сега директно не се инволвирани. Има некои најави, еве Бајден пред некој ден на состанокот на Г7 најави дека Америка е спремна да обучува пилоти, украински војни пилоти за F-16. Тоа може да се подразбира како можна евентуална ситуација дека американците се подготвени во некој период да им поклонат или продадат F-16 на украинците. Официјална Москва остро реагираше. Но веднаш официјална Москва реагираше и тоа го окарактеризира како директно вклучување на НАТО во воените дејства во Украина. А директно дефиницијата за директно вклучување подразбира многу сериозна ситуација, затоа што веројатно, бидејќи Руската Федерација располага со многу добри современи средства каде што може да одговори на секаква реакција од страна на НАТО, би предизвикало многу сериозни последици, тоа не само за тој регион, Руска Федерација Украина, туку и за цела Европа, па може би и за светот. И од тука многу се избалансирани изјавите и на НАТО представниците и на Соединените Американски држави, па имавме еве пред некој ден и Столтенберг, но и германскиот канцелар изразија став дека Украина скоро не може да постане членка на НАТО. Не само затоа што не е спремна, туку затоа што би предизвикало еден ланец на реакција од страна на Руската Федерација и усложнување на онака сложената безбедностна ситуација. Да се надеваме дека до таа точка во сегашните случувања нема да дојде. Па јас мислам дека сепак разумот преовладува во таа смисла, дека нема да дојде до такви ситуации на усложнување, но дека оваа војна во Украина ќе трае уште подолго, тоа е сигурно. Тоа е факт.
Кога сме кај војувањето и на борба со информации, несомнено е дека хибридните закани бевме ние мета и се уште можеби сме мета на хибридни закани, кои што беа прв пат ги видовме во екот на пандемијата, особено се засилија по случувањата во Украина. Се бомбардираат институции со лажни дојави за бомби, се бомбардираат најосетливите делови во едно општество, училишта, безбедноста. Дали хибридните закани стануваат еден можеби од најсериозните предизвици на современото живење? Говорам овде кај и за Македонија, меѓутоа и за регионот. Апсолутно. Апсолутно, и тоа се покажа во минатиот период, и тоа не само на територијата на Република Македонија, туку и воопшто на целиот Балкан, па би рекол и пошироко. Но главно балканските земји, ако ја вклучиме тука и Хрватска, беа некој таргет во смисла на овие закани. И тие постануваат еден вид на современо војување и веројатно се поинтензивни ќе бидат и во наредниот период. И сега она што е карактеристично за нашата територија и као се смири ситуацијата или не знаеме дека ги има. Повторно имаше во Србија оваа недела. Да, во Србија имаше, јас зборувам за Македонија. Подруг систем на детектирање така и малку... Јас сакам да кажам тука, ние многу додека беа актуелни тие закани, се бавевме многу со тоа дека некој од надвор тоа ни го прави и претежно се насочувавме кон Руската Федерација. Но треба да се има во предвид дека тие закани беа трислојни. Прво, она најбизарната, кога децата за да не идат во училиште, па си правеа такви интересни, опасни игри. Така, опасни игри, не водејќи сметка дека тоа има сериозни последици или може да има сериозни последици. Вториот слој е политичкото неединство во нашата земја. И треба, јас не можам да тврдам, но сите индиции водат кон тоа дека и политичката цел беше низ вакви закани да се создаде една недоверба, страв кај населението, за да се понатаму создадат некои определени политички можности за остварување на некои политички цели. И секако третиот слој е од надвор. И секако беше присутно и тоа, но е добро што сепак нашиот систем најде можности како на определен начин да ја смири јавноста или пак да ги балансира тие закани. Еве, како што гледаме... Тоа ми беше прашањето, направили добро македонскиот... Апсолутно. Требаше можеби и порано тоа да го направи, затоа што си се врати во нормала животот во Република Македонија, а во оној период живеевме секој ден во страв, притоа не можејќи да ги лоцираме сторителите на тие закани. Тоа се предизвици кои што ги носат сторителите многу тешко ќе бидат и во иднината. Модерните начини на живење и тешко може да се детектираат. Тоа кога сме кај овие предизвици на иднината, како можеме да ги кажеме, видовме што се случува со хибридните закани во соседството, се преслика можеби и кај нас. Имаме во соседството од неодамна немили настани со пукање, со користење на легално и нелегално оружје, масакри. Се она што се случува во соседството, независно за која земја, станува збор, лесно се прелева кај нас, макар тоа било и само преку информации, преку медиумите. Во земја, исто и на Балканот, е проблем нелегалното оружје. Какви се вашите познавања, господине Марковски, во однос на она нелегално оружје кое што се поседува во Македонија и колку тоа може да предизвика сериозна работа по безбедноста? Говорам за пукање по свадби, за политички прослави, па и за домашни веселби. Прво да кажеме дека балканските земји се како поврзани садови. И тоа што во некоја од балканските земји ќе се случи, тоа многу брзо се прелева во соседството, без оглед дали е југ, запад, исток, север. Од тука
I ova što se slučava u susedstvu, to zaslužuva vнимание od naša strana, da se analizira i da se procenува što понатаму i kakvi preventivni merki treba da se презема. Nije 2003 година ја направивме првата акција за собирање на нелегално оружје под државна капа, да кажем, под раководство на државниот врв. И тогаш собравме некој определен символичен број на оружје, но битно беше да се започне ослободувањето од нелегалното оружје кое го поседуваат граѓаните. Се правеа уште неколку после тоа акции од страна на Министерството за внатрешни работи и согласно со оние проценти дека во тој период во Македонија се проценуваше дека близу 200.000 парчиња нелегално оружје постојат, а севкупно се собра негде можеби 20-30.000. Предпоставките се дека еден голем број или голема количина на нелегално оружје се уште се наоѓа во раците на граѓаните на нашата земја. Еве, направија добра акција после овие немили настани во Србија, каде што определија дека може нелегалното оружје да се врати и при тоа нема кривична одговорност. Да нема кривична одговорност. Мислите ли дека можеби таква слична акција би допринела за некаква да кажеме слободно поголема сигурност или безбедност на граѓаните, дека можеби и овдека ќе се соберат голем број на оружје? Значи не треба да живееме во илузија дека со било која акција ќе заврши нелегалното оружје во раците на граѓаните. Но за да се постигне некој определен резултат, неопходна е една добра кампања. Не е доволно Министерството да каже од утре ние ќе почнеме да собираме нелегално оружје и нема никој да биде казнет кој ќе го врати. Значи, тоа треба да се изградува свеста кај граѓаните од потребата да се реши од опасноста која ја има во своите раце, бидејќи нелегалното оружје не само што наштетува на некој друг, може истовремено и себе си да си го уништи живота. И имаме полно случаи кога со нелегално оружје или се убие роднина, или се убие комшија. Да, сведоци сме и во билтените на МВР дека такви немили случаи има и кај нас. И затоа повторувам, ако веќе процениме дека една таква акција може да биде од корист, тогаш треба да се направи една добра кампања и да се искористат сите можности, прво да се запознае населението со акцијата и друго да се запознае населението со штетноста, односно да се убеди дека ослободувањето од нелегалното оружје може да биде и во негова корист. Се надевам дека некој од надлежните ќе ги слушнат овие размислувања наши и дека можеби ќе... Јас сум разговарал со доста од државните структури, безбедносни структури. Не се разликуваат они многу од мене по овие ставови, но немаме организација, немаме акција, немаме реализација на овој. Како и за полно работи овдека во државата. Во интерес на времето, господин Марковски, ако може уште едно прашање, меѓутоа ова ќе биде малку за случувањата во Украина. Неретко во вашите текстови или кога се слушаме за некој коментар за боиштата во Украина, ги коментираме случувањата. Неодамна имавме и официјално, ако можеме така да кажеме, паѓање на Бахмут во рацете на Русија. Од друга страна, имаме говори на украинскиот председател Зеленски дека борбата продолжува. Што може да очекуваме на фронтот во Украина? Пред малку споменавте дека војната ќе трае. Во однос на оние воинствени напади, поголемо темпо, намалување, одмор летен можеби или пак? Значи, ако се појде од стратегиска гледна точка, некако испаѓа дека Бахмут нема никаква стратегиска тежина и напросто човек кој не ги разбира работите или кој не навлегол во суштината на проблемот се прашува, а зошто тоа се случува таму?
Бахмут беше пред војната негде од 70.000 жители. Значи, малечки град, скромен, нема некоја стратегијска определба, нема стратегијска цел околу Бахмут. Меѓутоа, настаните доведува до тоа дека сепак он испадна многу битна точка во овој временски период во војната меѓу Руската Федерација и Украина. Од руска страна тоа значеше дека освојувањето на Бахмут е една голема победа. После еден долг период каде што тие не направија нешто посебно, освен во почетниот период на војната. Од друга страна пак, спротивставувањето на украинската армија на овие напади и заземањето на Бахмут од страна на руската армија, значеше дека тие можат морално да имаат придобивки и од друга страна да ја истоштат руската армија за некои следни операции кои може би ги планираат да ги изведуваат летово. Но во секој случај, без оглед на неговата стратешка цел, руската армија сака што подалеку да ги држи војните формации на Украина и да си го обезбедува оној предел или онаа територија каде што претежно беа и пред војната граѓани со руска определба. Уште едно сосема кратко прашање и одговор ако може на крајот. Можеме ли да сведочиме на некаква нуклеарна војна или употреба на тактичко нуклеарно оружје било кој од страните во Украина? Јас се надевам дека сепак разумот ќе биде на страната на мирот и на страната на развојот на светот и дека нема да дојде до тоа. Посебно затоа што многу добро се познаваат и НАТО структурите и американците од една страна со Руската Федерација и во обратна смисла. Во оваа смисла ми се чини дека предност во некаква нуклеарна реакција би имала Руската Федерација. И тука свесни се сите дека употребата на такви средства би предизвикало крај не само на регионот, може би и на светот. Големи се последиците и од тој аспект ја мислам дека ќе преовладува разумот и дека без оглед на тоа што проценувам дека уште долго ќе трае оваа војна, дека нема да дојде до масовна употреба на нуклеарни борбени средства. Благоја, ти благодарам ова утро што беше гостин во утрински печат. Се надевам дека и во следна прилика одека ќе ги дискутираме овие безбедносни прашања и актуелности кои што ги засегат и граѓаните, меѓутоа и се актуелни во светот и регионот. Благодарам за поканата и се надевам дека и во наредниот период можеме да разговараме сосема отворено и искрено за сите овие проблеми. Секако. Почитувани, тоа беше Благој Марковски, доктор по војно-политички науки, а ние по краткиот джингл и рекламите продолжуваме со емисијата Утрински печат.